Ford Edge беше најавуван подолго време на европскиот пазар, но предимство имаше американскиот пазар, каде што овој модел се наоѓа на американските патишта повеќе од 2 години. Денеска се наоѓаме во Баварија, каде ќе се соочиме на првото тест возење со Ford Edge. За возење на спортско корисно возило ги имаме сите предуслови. Врне, дожд, имаме прекрасни планински и шумски предели, но имаме и автопатишта и локални патишта. Да не должиме многу. Јас горам од желба да го пробам Ford Edge во сите услови. Не само затоа што е ова нов производ, туку што и приватно возам спортско корисно возило од Ford, поточно Ford Kuga. Иако е таа во компактни димензии, таа се покажа во повеќе ситуации како големо теренско возило. А ова е уште поголемо теренско возило и да го видиме неговото однесување. Се поголемата популарност во Европа на спортско корисните возила не ги остава рамнодушни производителите. Тие се трудат да ги покријат сите сегменти на спортско корисните возила. Таков е случајот и со Ford Edge, кој е прв производ на Ford со оваа големина наменет и за европскиот пазар. Досега најголемо спортско корисно возило беше Kuga. По неа дојде помалиот екоспорт, кој се уште не е дојден во Македонија, а наскоро ќе го имаме Ford Edge на македонскиот пазар. Малку е прерано да зборуваме за цените, но ќе зборуваме за она што ви го нуди Ford Edge. Конструиран да одговори на предизвикот за глобалниот пазар, Ford Edge има што да понуди. Пред се тоа е извонредно просторната и удобна внатрешност. Ние сме во кабината на изведбата Edge Sport, која изобилува со електронски помагала, но и со убаво смислен интериер. Овој модел е задвижуван како и сите Edge-ови со 2-литрен мотор кој ги има два. Едниот е со сила од 180, додека овој што го возиме е битурбо дизел и има 210 конски сили, впарен со автоматика која има и можност за секвенционално менување на брзините зад управувачот. Со Edge се праќа една сосема поинаква порака, порака во која Ford вели дека е подготвен не само со технологијата и квалитетот, туку и со дизајнот и опременоста да ги следи актуелните автомобилски трендови. Еден од тие трендови е и перманентниот погон на сите тркала. Тој не е никаква новост во ергелата на Ford. Ford веќе долго време, во последните 30 на години, го има овој погон на сите тркала. Се разбира, тој е модифициран и направен да одговори и на теренски предизвици. А за теренските предизвици зборуваме токму во овој момент, бидејќи се наоѓаме на терен. Рака на срце, тоа не е некој тежок и предизвикувачки терен, но врне извонредно многу дожд и поради тоа мораме да бидеме многу предпазливи. Влегуваме во една од баварските шуми. Баварија е позната по своите брдовити и алпски терени, но позната е и по боровите шуми кои се густи и се одржуваат со векови. Како подлога на тесниот шумски пат имам многу кал, бидејќи дождот не прати откако слетавме во Минхен. Ние го завршивме нашиот круг на возење на офроуд, кој не беше многу голем, некаде околу 2-3 километри, и сега се случува една работа која мене не ме изненадува, но вас сигурно ќе ви изненади. Yeah. Should we clean the car or not? Yeah. Okay. Do you mind? Of course not. 2 minutes, okay? No. You know what to do now, right?
По возење на калива подлога во Германија, но и во сите останати цивилизирани земји, возачите не излегуваат со каливи пневматици и возила на патиштата. Па затоа, видете што се случува. Автомобилот се поминува со млаз вода за да не остава калливи траги по патиштата. Со тоа се зголемуваат опасностите на патот од лизгања и несакани последици, но и казните за нечисти возила кои искачаат од неасфалтиран пат се извонредно високи. Впрочем, таков има закон и во Македонија, но се сомневам дека некој се придржува до него. Терењето на Едж е при крај, па можам да се вратам на неговото возење. Како што реков, ова не е конципирано возило да биде исползувано цело време на терен, но е конструирано да биде сосема добро за возење на нерамни патишта, на неасфалтирани патишта, а впрочем, купувачите на Едж не се оптеретуваат со теренските способности. Тие повеќе се определени на удобноста и квалитетот на возењето. А кога сме кај квалитетот на возењето, Форд припаѓа во онаа група автомобилски производители кои се концентрирани и крајно посветени на возните својства. Така да за подбирањето не би сакал многу да одвојувам време. Тоа е навистина супериорно. Едж има тежина поголема од 2,2 тони, но тоа не е проблем за амортизацијата да ја држи каросеријата онаму каде што треба на најдобар начин. Прецизното управување е исто така еден од препознатливите особини на Форд. Опременоста на Едж е на високо ниво. Може би на прв поглед имам забелешки на централниот гребен кој е направен од цврста и тврда пластика, но сите останати пластични површини се направени со гумирана пластика. Графиката на инструмент таблата е детално сменета. Во многу детали, како што се покажувачите на брзинометарот и на мерачот на вртежите, наликуваат на оние како што се вградени во Range Rover. Но централниот дисплеј е сосема поинаку конципиран. Форд од секогаш сакал на возачот да му пружи голем број информации, а преку централно поставениот дисплеј се наоѓаат многу информации, не само за навигацијата, туку и за степените во кои се наоѓа преносот на менувачот и сугестијата за економично возење. Форд има амбициозни планови за Едж. Овоа спортско корисно возило во голема мерка го засилува портфолиото на производителот во Европа, но дали ќе успее да биде хит во продажбата, тоа ќе зависи од цената. Се разбира дека главните пазари на Форд се Англија и Германија, но тие сериозно размислуваат за проширување на своите активности и бројноста на своите возила во Централна и Источна Европа. Плановите за Едж не се кријат. Во првата година Форд планира да продаде околу 35.000 возила, но многу е битно и по која цена. Се разбира дека се уште не ја знаеме цената за македонскиот пазар. Таа
по моја некоја проценка би се движела во диапазонот помеѓу 42-3.000 евра па нагоре. Но да не зборам на памет, тоа ќе го дознаеме наскоро, кога Ford Edge ќе дојде во Македонија и се надевам тогаш ќе имаме повеќе време да ги почувствуваме неговите возни карактеристики, ќе знаеме цената и тогаш ќе можеме да дадеме една по-трезвена и една по-комплетна слика за ова возило. А што се однесува до моите извозени околу 250 километри низ Баварија, првиот впечаток ми е супер позитивен и се надевам дека така и ќе остане.